Град Скопје заврши со изградба на новата велосипедска и пешачка патека на булеварот 8 септември, која што се протега од мостот кај хотелот Александар Палаш до улица Варшавска во Тафталиџе. Вкупната должина на овој потек изнесува 1200 метри и со тоа успешно ги поврзуваме постоечките велосипедски рути 1 и 2 со кејот на Вардар. Ширината на патеката изнесува 2,5 метри, што возможува двонасочен велосипедски сообраќај. Велосипедската патека е дел од така наречениот коридор 5, кој што по завршувањето на неговата изградба ќе биде во вкупна должина од 2044 метри, а предвидено е да ги поврзува рутите 1, 2 и 3 и да се протега по должина на целиот булевар, односно од крстосницата со булеварот Теодосиј Гологанов до крстосницата со улица Скупи. Со поврзувањето на трите главни рути во Скопје со кејот на Вардар, граѓаните на Карпош и останатите граѓани кои што живеат во овој дел од градот ќе може побрзо да стасаат со велосипед до своите домови, работни места или онаму каде што имаат појдено. За изградбата на оваа велосипедска патека и пешачка патека досега се потрошени 15 милиони денари. По должина на патиките постои дрворед кој што ќе ги прави овие патеки исклучително поволни за движење на велосипедистите и пешаците, а дополнително ќе се овозможи пешачката патека во иднина да се користи и како шеталиште. За таа цел предвидовме и поставување на клупи и корпи за отпадоци по должина на целата оваа рута. Дополнително, на дел од оваа патека вршиме и експериментални мерења на температурата на асфалтот заради тоа што делот овој асфалт е обоен со бела боја. Пилот тестирањето од европскиот проект Епикупо Еко, чија цел е зголемување на отпорноста на градот по однос на климатските промени. Проектот Скопје Велоград го враќаме на врвот на листата на приоритетите. Планираме да продолжиме со изградба на овие кратки патеки кои што ги поврзуваат постоечките главни велосипедски рути, а работиме и на создавање на услови за почнување на изградба на неизградените рути. Град Скопје интензивно работи на зголемување на одржливоста на урбаната мобилност во нашиот град. Нашите сограѓани заслужуваат многу повеќе велосипедски и пешачки патеки кои водат кон намалување на автомобилскиот сообраќај на сметка на велосипедскиот и пешачкиот. А тоа недвосмислено ќе значи и почист воздух и поздрава животна средина за секого од нас. Благодарам.